ниво на сите кои што учествуваа во неа. Видите се, гледајќи ги овие кампањите на двете, така кажано условно најголеми партии, тоа веќе они во ништо не се разликуваат со тоа свое безобразие и дрско што го прават кон македонските граѓани. Едноставно, јас се разговарав со многу мои пријатели, едноставно веќе на луѓето им е здодевно и, како да кажам сега, им е дегутантно и невкусно веќе и се исцрпени во овие месец дена, кога едноставно со притоси, со уцени се шетаат со автобуси по Македонија, принудно ги скачуваат во автобуси и ги шетаат по Македонија и едноставно веќе викаат дека им е смачено по цел ден да јадат сендвичи и да скандираат Лјупчо или Бранко, али тоа се гази по човечкото достоинство на сите луѓе во оваа држава и како што гледам сега и ова најголемата опозициона партија најавува дека наводно ќе води грижа за овие држави, а гледаме дека во кампањата во ништо не заостанува за владеачките партии по тие раскошни средства што се трошат тие големи суми пари за тие изборни кампањи. И тука нема што повеќе да се додава или да се одземе. Законот е многу јасен колку пари може да се потрошат за една изборна кампања. Но очигледно во оваа држава ништо правно не функционира. Правната држава едноставно е мислена именка. Тие принципи што се нотирани во законот за избор на пратеници едноставно не се почитуваат. А од друга страна за нашата партија можам да кажам дека ние одбравме една стратегија за наше претставување на локално ниво. Од една доставна причина бидејќи државната телевизија тоа веќе јасно не беше кажано тој налог на премиерот кој што бил даден уште пред официјално да почне изборната кампања до генералниот директор на македонска телевизија, буквално да не оди ниту една реченица за нас на таа телевизија, а пропратно била договорена таа стратегија за тие паралелни активности за уцени закани што ги кажав пред малку, бидејќи едноставно сега можеби вие во Струмица да кажеме можеби некои луѓе прв пат слушаат за наша партија сега што не гледат, но ние како партија сега имаме 23 одбори во поголемите градови во државата. И јас не гледам сега партија освен ВМРО, ДПМН и СДСМ кој што има 23 одбори по регионите. Нас едноставно не има секаде во Македонија. Сега, али на тој поширок план не бевме експонирани од тие посебно говорам за македонска телевизија бидејќи таа е државен сервис и треба да информира подеднакво за сите. Па така ние во таа насока избравме една обратна стратегија да се претставуваме на локално ниво. Еве во оваа изборна единица кај што јас сум носител тука да кажеме гостуване во Радовиш 2 пати на телевизија. Струмица веќе сум гостувал тука 2-3 пати на локалните телевизии. Гевгелија е гостувано еднаш, Валандово 3 пати, Прилеп е гостувано 2 пати, Кавадарце 2 пати, Неготино 2 пати. Значи на тоа локално ниво веќе граѓаните јас сметам дека многу добро не запознаа се со цел бидејќи и сметам дека и допрета на наша идеја и тие наши заложби за кои што ние ја формиравме партијата и сметам дека не ни е преголем хендикеп што на државна телевизија не има бидејќи таму едноставно нема што да видите. Во 40 минути вести, половина сат ќе гледате Лјупчо, половина сат Љубе Бошковски, буквално нема што да се види. И ние сме задоволни од досегашниот тек на кампањата. Така, токму тоа сака да ве прашам колку сте задоволни од приемот на граѓаните лично на вашата партија, на програмата и се тоа на што ја го нудите. Ние во оваа изборна единица број 4 со синекешниот наш митинг во Струмица, тоа беше 34-та средба со граѓаните по Република Македонија. Еве вечерва тука од тука ќе одиме во Радовиш и утре вечер Богданци Гевгелија и значи некаде во 37-8 средби со граѓаните. Јас сметам дека тоа е една добра бројка за нашата партија, за тоа наше изборно претставување и што е можеби поинтересно, сите ние тие средби ги остваревме на отворено, во директни контакти со граѓаните на плоштадите по тие населени места и сметам дека таа наша идеја допре до луѓето и генерално гледано, ако моја оценка е дека добро се промовиравме. Така. Добро, да се префрлиме сега конкретно на програмата, освен сите оние податоци за кои што велите дека имате цврсти аргументи, да видиме што друго им нудите на граѓаните доколку се одлучат во неделя 15 да го дадат својот глас за вас. Ние во нашето делување го базиравме на два принципи. Првиот принцип беше на граѓаните на оваа држава да им ја кажеме вистината. Односно да бидам поконкретен, да им кажеме аргументирано и со факти која крадеше, која лажеше и која растора оваа држава во овие 10 години обстојување на самостојна независна македонска држава. И вториот принцип, истовремено да понудиме конкретни решенија за сите постоечки состојби што ја пратат оваа држава во овие 10 години. За волја на вистината, проблемите на оваа држава не се од 98 година, туку проблемите се од почетокот на нејзиното осамостојување, но само тие проблеми веќе така се наталожуваа, се мултиплицираа и како и секоја појава во животот, работите не може вечно се таложат, мора да добијат своја експлозија, како што се случи во Македонија јануари месец 2001 година кога отпочна таа војна во државата. Инаку ние во делот на економијата предвидуваме два типа на мерки. Мерки од краткорочна и мерки од долгорочна природа. Сега доколку дојдеме во позиција ние да практикуваме власта, да кажеме во првите 30 до 60 дена имаме намера да реализираме неколку мерки од краткорочна природа. Сега тие се мерки од таков тип што нема преку ноќ да ги променат сите тие неповолни економски состојби во државата, но тие мерки не случајно ги запишавме бидејќи
Тоа се мерки така што имаат повеќе морална тежина и треба да ја покажат нашата искреност и честност за она за што ние се залагаме како политичка партија и ние како личности. Доколку, како што кажав, дојдеме во опозиција, ние во првите 30 до 60 дена ќе ги продадеме сите тие 30.000 службени автомобили кои што секојдневно на терет на буџетот се возаат во оваа држава. Јас сметам дека Македонија е сообраќајно добро поврзана, мала е по површина и нема потреба да кажеме обични референти од Струмица утре кога имаат состаноци во Скопје да одат со службени автомобили, можат најнормално да се одат со автобус бидејќи платени им се патни трошоци, платени им се дневници и нема буквално никаква потреба секојдневно во државата да се возат 30.000 службени автомобили на ниво на локални и државни органи. Ние сметаме дека за потребите на најбитните државни органи се потребни само 15 службени автомобили, бидејќи сметаме дека со толкав број може да се задоволат сите тие протоколарни потреби на владата, пречек на странски делегации и слично. И само ако кажам, една Данска и Норвешка имаат само по 18 службени автомобили. И се не треба да кажам, а колку се побогати и помоќни од нас, не треба и посебно да се елаборира. Втора мерка што ќе ја преземеме од краткорочна природа е сега интересни се сите тие фискални каси. Ние имаме намера тие фискални каси на граѓаните да им ги дадеме бесплатно, а сите оние кои што веќе ги имаат купено, парите да им бидат вратени. Ова е уште еден така со овие фискални каси власта се обиде уште на еден така дрзок и безобразен начин да го краде својот народ преку тие фискални каси, бидејќи овие луѓе веќе очигледно се едноставно залудени од само таа желба за моќ, за профит и слава и не водат апсолутно никаква сметка за интереси на граѓаните. Само ако кажам дека за да се набават тие фискални каси, а нивната број во Македонија има околу 70.000 трговци. Значи треба да се набават околу 70.000 фискални каси. И сега за да се набават тие каси е потребна сума од 12 до 15 милиони евра. За држава со сопствен буџет, за сериозна држава со сопствен буџет, таа е една смешна сума од 12 до 15 милиони евра и не би представувало никаков терет за буџетот ако тие пари им се дадат ако тие каси им се дадат бесплатно на граѓаните. Или само ако направиме една компарација, буџетот на ВМРО ДПМН за овие избори, бидејќи тоа го знам, тоа е сигурен податок кој што јас го имам, ќе потрошат 80 милиони марки или околу 40 милиони евра за сите тие фиктивни вработувања што деновиве се случуваат за целиот тој пропаганден материјал. Значи сега кога они потрошат 40 милиони евра за еден месец, а земете ја сумата од 12 до 15 милиони евра за тие фискални каси, мислам апсолутно е тоа депласирано и да се елаборира. Трета мерка од краткорочна природа што ние би ја презеле, јас себе сега пред струмичката јавност тука можам најодговорно да кажам дека доколку ние дојдеме во опозиција да дадеме кандидати за носители на највисоки државни функции, јас кажувам дека сите тие наши функционери и понатаму ќе продолжат да се живеат во своите домови и да ја делат судбината на овој народ, а не во тие раскошни вили на водно на кои што може да им позавидат и многу побогати и поразвиени земји. А тие државни вили имаме намера да ги издадеме на заинтересирани субјекти. Бидејќи можеби граѓаните поголем да знаат, во Скопје една обична просечна куќа се издава за киреи до 15 до 20.000 германски марки на тие странски дипломатски претставништва по Скопје. Значи тие државни вили имаме намера да ги издадеме. Четврта краткорочна мерка, таа така наречена апанажа, имаме намера драстично да ја намалиме од 12 на пристојни 2 до 3 месеци. Сега граѓаните можеби не знаат дека сите тие силни државни функционери што се изредија во овие 4 години, министри, заменици, помошници, советници, директори на јавни претпријатија, кои што беа поставувани, паменувани, сите тие и по нивното сменување се примаат удобно плата и во наредните 12 месеци, а без ништо да работат. Или сега поконкретно, еве деновиве завршува мандатот и на пратениците, завршува мандатот и на владата, а сите тие и понатаму се примаат плата од 12 месеци без ништо да работат. Секако резултат на таа апанажа што се изгласија, а од друга страна викат дека се народни представници. Тие се така некои мерки така од краткорочна природа и од нив планираме да оствариме и одреден економски ефект како продажбата на службените автомобили, смалувањето на апанажата и со тие пари во прв момент имаме намера да изградиме 2 нови студентски домови и еден дом за згрижување на бездомници. Од една едноставна причина, бидејќи еве земете го пример Скопје, таму веќе Скопје буквално на секој семафор имате питачи и бездомници и како што кажав имаме намера во прв момент да изградиме еден дом за згрижување на сите тие лица. Сега во долгорочниот дел што значат мерки за надминување на сите тие економски состојби, неповолности што владеат во државата, се накратко само да кажам дека ние предвидуваме една серија мерки за надминување на сите тие постоечки проблеми во државата. Тај само да спомнам накратко, во делот на образованието планираме современо бесплатно образование за сите граѓани на оваа држава, бидејќи очигледно во оваа држава веќе образованието стана луксус. Може да се школуваат луѓе кои што се материјално подобро ситуирани, а останатите не може да се го дозволат да се задоволат таа потреба. Имаме намера да ги надминеме сите тие позитивни дискриминации, квоти, партиципации, што тоа е декутантни така поими кои што настани, кои што
никаде не може да ги сретнете во тие развиени западноевропски земји. Значи имаме намера да воведеме систем на бесплатно образование. Во делот на здравствената заштита имаме разработен концепт за организиране систем на современа бесплатна здравствена заштита. И се тргнувајќи од еден основен принцип дека сите сме луѓе. Денеска исто во здравството владее една хаотична состојба. Ноторен факт е дека не дај Боже да се разболе човек, ако нема пријатели, ако нема пари, едноставно го чека најлошото. Сега сите тие неповолни состојби што ги се во образованието и во здравството, тоа не се резултат на некои објективни причини, туку тоа се резултат се на таа, како да ја кажам сега, нема посоодветен термин, мора да седам дискусијата на пониско ниво. Тоа е една мафијашка банда која што владее во здравството, начело со директорот на фондот за здравствено осигурување, исто така и во образованието, со сите тендери што ги прават незаконски. И ние наше мислење дека пари во оваа држава има. Само работа што тие пари не одат таму каде што треба, него одат кај тесен круг на луѓе, односно во нивните џепови. Значи Македонија може да го издржи тој товар на бесплатно образование и на организиран систем на бесплатна здравствена заштита на луѓето. Во делот на социјалата предвидуваме мерки за изградба на оваа држава, за изградба на социјална држава во вистинска смисла на зборот, а не држава на социјални случаи. Тоа се квалитетно две различни работи, бидејќи де факто сега Македонија е држава на социјални случаи. Кога вие во државата имате 60 до 70 семејства кои што примаат социјална помош, Македонија де факто вие е социјална држава. Или пак сега во делот на спортот предвидуваме мерки спортот да им го дадеме на вистина на луѓето кои што го разбираат. Тие немаме смешни ситуации, тие партиски војници ги освоја буквално сите спортски сојузи и имаме трагични ситуации, да кажеме, еве спомнам фудбалскиот сојуз на Македонија кога се врше таа промена на претседателите на фудбалскиот сојуз, на Љубисав Иванов Цингос со Ламбе Арнудов, таму буквално се изврши промена со методите и техниките на дирекцијата за безбедност и контраразнавање. Односно тоа врбување на делегати со сите тие методи и техники, а гледате па од друга страна кој ви седна во фудбалскиот сојуз. Ви седна, да кажеме, еве еден тука со граѓани од Струмица, Таковски, Флоровски, Близнаковски, а тоа се луѓе кои што пред да влезат во фудбалскиот сојуз да им поставивте на маса три различни топки, да кажеме ватерполо, фудбалска и кошаркарска, едноставно немаше да знаат со која топка во кој спорт се игра. Тоа се не се така катастрофални состојби што ние имаме сериозна намера да ги надминеме. И што е најинтересно сега да кажам само неколку мерки што предвидуваме за земјоделието, бидејќи овој регион кај што јас сум носител на листата од Струмица, Кавадарци, Неготино па до Прилеп, претежно населението се занимава со земјоделска дејност. Ние тука предвидуваме конкретна мерка за 500 денари надоместок, предвидуваме комплетна здравствена, пензиска, инвалидска заштита на секој што сака да вистински да се занимава со земјоделие. Тоа не случајно го напишавме, бидејќи ние денеска имаме ситуации, наши луѓе одат да работат по градовите, по тие државни полунапуштени, растурени фирми, која под стечај, која пред распаѓање, а единствен мотив им е да ги добиваат тие плави картони, а не примаат плата ни по 5 по 6 месеци. И сега ние имаме намера доколку луѓето навистина сакаат да се занимаваат со земјоделие, да не губат залудно по 8 часови по тие напуштени фирми, туку за 500 денари надоместок, тој символичен надоместок, можат да добијат комплетна здравствена, пензиска и инвалидска заштита. И сега таа наша мерка со цел да заживее тој наш концепт за развој на земјоделието е пропратена со таа наша клучна мерка што ја предвидуваме во нашата изборна програма. Ние доколку дојдеме во позиција да претекуваме власта, во старт ќе основаме државна банка исклучиво која ќе биде инвестициона. И сега таа се избрувам. Да. Слободно. И сега таа инвестициона банка ќе има почетен капитал од 2 милиарди и 300 милиони евра. И сега како се обезбеди тој капитал? Тој капитал ќе се обезбеди од повеќе основи. Од остатокот од средствата од Телекомот, дел од буџетот и најголемиот дел, околу 80 до 90% од тој капитал ќе се обезбеди од таа принудна продажба на македонското електростопанство. Бидејќи сите знаеме дека само македонското електростопанство, неговата пазарна вредност е близу околу 3 милиарди евра. И сега ние од тој почетен капитал, што имаме намера да им го понудиме на граѓаните, ние мислиме дека тие пари треба да им бидат вратени на граѓаните во форма на најразлични проекти од областта на земјоделието, за развој на тие мали и средни предпријатија, и ние имаме сериозна намера, значи тие пари да ги вратиме назад во стопанството под многу примамливи услови, со каматни стапки од 3% на годишно ниво и со грејс период некаде од 5 до 7 години, а не како што сега се прави, сите тие кредити се даваат со каматни стапки некаде околу 20%, па се бараат најразлични хипотеки, па селскиот имот не се признава како хипотека, па најразлични провизии, па еден куп проекти, и се со цел тие пари да не стигнат таму каде што навистина се потребни, туку да завршат кај еден тесен круг на луѓе, односно во нивните џепови. И сега